Наутро на македонската телевизија во знакот на Македонија се разбира. Следно е спорт пред министерот Борко Ристовски по 9 часот и појасот во кој што ќе зборуваме за сето на досега сработено и за состојбата на Министерството за спорт и за состојбата на македонскиот спорт во моментов. Го најавуваме Илинден куп. Големо име носи ова фудбалско дружење за млади, а гостин утринава Владко Грозановски, организаторот, нашиот, па ќе кажеме, прославен фудбалер. Добро утро, добро ни дојде. Добро утро, Бране. Поздрав до гледачите на македонската телевизија. Големо бреме си зема. На ти ќе разговараме, иако сме формално на националниот сервис, се познаваме многу добро. Големо бреме си зема на плеките кога го крсти пред се купот Илинден куп, се случува во општината Илинден, меѓутоа носи големо име. Колкав предизвик е да го собереш најдоброто од Македонија, од регионот и од Европа, па и од светот на еден турнир во една мала земја, во еден мал град, во една мала општина, мала, но која рапидно се развива на секое поле. Па, како да ти кажам, Илинден куп, прво името е Илинден куп заради, нели, општината Илинден, големо име, како што кажа. Планиран беше малку порано, пред едно, да кажам, ајде 7-8 години, меѓутоа све тоа требаше убаво да легне, да се испланира, да се види на многу меѓународни турнири, затоа што со мојата фудбалска школа, нели, Гроздановски, настапуваме на многу меѓународни турнири, да видиме како функционираат тие турнири, па нешто и да се научи, нели. Така да, пред 3 години, мислам, ова ќе биде трето издание, пред, ајде да кажам, 2023-та, мислам дека беше првото издание. Имаме сегменти од претходните изданија, може да ги видиме инсертите. Да, чисто... беше првото издание на Илинден куп. Решивме да го направиме како треба, значи да го организираме да биде на едно високо ниво, да не биде како што има многу турнири низ и регионот из Македонија се организираат чисто само колку да се организираат. Помина многу успешно тој турнир, имавме доста и големи екипи во името на Андерлехт, на Бершот од Белгија, исто така беше од Србија Партизан, така да сите беа презадоволни и тоа беше само мотивација плюс да продолжиме Илинден куп да стане традиционален турнир низ годините. Минатата година беше второто издание, уште подобро. Оваа година е предизвикот најголем затоа што имињата се доста клубови големи од регионот, да кажам, ајде Динамо Загреб, Црвена звезда, Партизан. Од Србија тука се Раднички Ниш, Спартак Суботица, од Белгија ги имаме двата најдобри клуба, како што се клуб Бриш и Андерлехт. Очекуваме потврда деновиве од Бершот, од Бугарија се најголемите клубови ЦСКА, Левски, Ботев Пловдив, Национал Софија доаѓаат, од Турција Фенербахче, Бешикташ, Ешик Шехир, така да тоа се само дел од клубовите, меѓутоа да не ги заборавиме и нашите големи клубови кои што се сите ќе бидат присутни на овој турнир, сите фудбалски школи, помали клубови кои што значат во Македонија како и во регионот, така да се надевам дека ќе биде одличен турнир, пред се добра организација, за квалитетот сигурно ќе биде добар, поради тоа што нели ги набројав овие клубови, квалитетот е голем во тие клубови каде што работат на многу високо ниво и сигурен сум и убеден дека оваа година Илинден куп ќе биде со најдобро издание до сега. Кога ќе се одржи датумот е? Од 12 до 14 септември, 3 дена. Колку во бројка се очекува луѓе да проциркулираат од учесниците? Па вака, 232 екипи во 6 возрастни генерации од 8 до 13 години. Рачунај тоа ти се по 15 деца од прилика по екипа, негде околу 3.500 деца што ќе учествуваат само на турнирот. Тука кога би ги додале нели нивните родители што би дошле на турнирот, се очекува бројка помеѓу, ајде да не претерам, ама сигурно 2-13.000 луѓе дневно за тие 3 дена да проциркулираат низ Илинден тој период. Подготвени ли сте организаторот и општината да го прифатите сето тоа со паркинг места, со екипи за собирање на смет, со што и да е она што ќе биде предизвик? За фудбалот не се сомневаме, тоа е јасно. Секако. Искуство имаме веќе 2 години, знаеме што треба да се поправи оваа година. Да. Имаме голема поддршка од општината Илинден и градоначалникот Александар Ѓорѓиевски.
Илинден куп не се спрема од сега, Илинден куп веќе се спрема од минатата година, да кажам, месец дена после завршеното минатогодишно издание. Кога ќе спласнат емоциите и со ладна глава се размислува веќе за следната година. И веќе сме спремни, така да сега се тие финални подготовки последниве 2 месеци околу светот. Во каков формат се само надпреварите, на каков терен, димензии и слично, број на деца? Зависи од старосните во која категории. генерација, да, играат на помали терени, да речеме на еден голем терен фул димензии се прават 4 помали терени и децата играат 5+1, 6+1, 8+1 во зависност нели од категоријата на деца. Она што го кажа дека гиганти на европскиот фудбал, да, слободно може да кажеме гиганти резултатски, ќе учествуваат во сениорскиот фудбал, но она што е карактеристично за сите тие клубови е дека работат одлично и посветено на младинските категории. Што е различно таму од тука? Комплексно прашање за да се одговори брзо, меѓутоа тоа се големи клубови и сите тие големи клубови акцент ставаат секако на младинските категории. Тие работат од најмали, значи дете од 8 години, они максимално професионално си одработуваат таа работа. Разликата е во инфраструктурата. Македонија има многу големи таленти. Расадник на таленти е Македонија, меѓутоа најголемиот проблем не е секако инфраструктурата, која што во секој случај во наредниот период треба и мора да се подобри. Дали инфраструктурата во општина Илинден го задоволува она што му е потребно на Илинден куп и на ваквите настани? Што има да понуди општината Илинден во фудбалска смисла? Општината Илинден можам да кажам со гордост дека Општината Илинден зборуваме затоа што таму се одржува Илинден куп и затоа можам да кажам дека можеби има најдобрата фудбалска инфраструктура па и во Македонија сигурно, затоа што има на располагање 4 големи фудбалски тревнати терени и има природни и има сега нов терен со фул димензии вештачка трева. На сите тие 5 терени ќе се игра Илинден куп. Во каква состојба е? Колку е комплексно, тешко или лесно да се одржува еден фудбалски терен? Па тешко е, секако треба, поготово овој период кога температурите се многу високи, нели, да се наводнува тој терен, да се одржава, да се коси. Ние имаме среќа што имаме луѓе таму кои што се грижат за тие терени и да бидат во добра кондиција, затоа што тоа е една од работите кои што се многу битни за организација на турнир. Терените секако треба да бидат добри. Споменавме турнирот за млади категории, на какво ниво е идејата на младинските школи и на младинските сегменти од големите клубови во Македонија? Сега си инволвиран во фудбалската школа на Вардар и се разбира и со твојата школа Гроздановски. Што ќе кажеш за овој сегмент од нашето постојање? Ќе ни биде гостин министерот. Што може да посочиме, што е добро сработено, што треба да се доработи? Не во однос на министерството само, туку генерално во фудбалската слика во Македонија. Добро, како што кажав и претходно, Македонија е голем расадник на таленти. Талентите ги имаме, тоа е очигледно. Јас знам затоа што сум инволвиран во тоа и затоа што постојано гледам млади таленти. Кажав, инфраструктурата во секој случај треба да се подобри. По мене треба да се направат доста вештачки терени низ Македонија, затоа што зимскиот период имаме проблеми со тие тревнати терени. Не се одржавани баш најдобро. И секако, поготово кога се работи за развој на млади играчи, потребна е многу едукација на тренерите. Мислам дека тоа сите го знаеме, треба да работиме на тоа и самите тренери треба да работат, нели, во таа едукација за себе, да уложуваат и мислам дека со тоа може секако да се подигне нивото на фудбал. Добро, има ли заинтересирани од твојата генерација, од малку помладите, од малку повозрастните со кои што комуницираш, има ли заинтересираност на нашите фудбалери да се доедуцираат и да влезат во фудбалот, да му го остават на спортот она што тие го научиле и да се надоградат и тие самите себе си, но еве да им помогнат на нашите млади деца нели, мора да се млади, на нашите млади и деца да станат подобри фудбалери. Секако, бидејќи носите непроценливо искуство со вас директно од теренот. Желба постои, меѓутоа потребно и сите тие клубови во кои што работат тренерите да бидат средени.
Значи што значи среднини? Сите кога кажуваме среднини, збориме за финансиската ситуација на клубовите. Клубови кои што ќе уложуваат во едукација на своите тренери, клубови кои што ќе уложат да направат за своите младински категории најдобри услови за напредок и за работа, тогаш сигурно и тренерите ќе бидат многу повеќе мотивирани. Добро, Владче, имавте ли проблеми со гостите? Упативте покани нели до клубовите? Дали веднаш се одзваа на поканата, дали Поголемиот дел Андерлект немаше проблем затоа што они веќе беа тука. Другите Звезда, Партизан исто претходните години присуствуваа на Илинден куп. Нови клубови се турските Фенербахче и што ги кажав и Бешикташ. Динамо Загреб за прв пат доаѓа, клуб Бриш исто за прв пат доаѓа. Меѓутоа знаете како тие големи клубови добиваат информации од своји пријатели, луѓе кои што живеат тука и секако дека се распрашуваат за Илинден куп на кое ниво е турнирот и за нив е многу битно да има квалитетни противници затоа што и они сакаат да играат против добри екипи. Владче, ти успева тоа што ретко на кого му успеа во регионот, а тоа е да направиш мини регионална лига од клубовите од поранешните ју простори збогатена со бугарските, со европски шмек, со турските нели и со белгиските и така натаму и така натаму. Секоја чест очекуваме видеоматеријали од она што ќе се одигра таму, до она што ќе се случи таму пред се, нели? Тоа е турнир на кој што се играат личности, па потоа фудбалери. Ти благодарам за учеството ова утро и на крај тебе една порака за децата од кај нас што ќе учествуваат на турнирот. Ти благодарам за поканата за учество во вашата емисија и би сакал тој период децата да уживаат, затоа што јас сум бил дете, сум го поминал тој пат и тие моменти на тој детски фудбал се памтат цел живот. Така да би посакал да и они ги памтат кога ќе станат еден ден фудбалери. И срничките да станат елени, како беше така тие, нели, Бамби да прерасне во прекрасно суштество. Ти благодариме за учеството ова утро.